Јас знам дека вие студиозно ги читате сиве податоци и мислам го имате прочитано буџетот. Имате погрешно прашање. Универзитетот за информатички технологии во Охрид ниту се затвори, ниту е затворен. За него се издвоени средства од 59 милиони 670 илјади денари во буџетот од 2021, а сега во буџетот 2022 се намалени само за 3,30 според тоа што не биле искористени средствата заради намален број на студенти, предавачи и така натаму. Моето прашање беше, ако се сеќавате, за академијата, филмската академија. И тука не е во склоп, таа беше самостојна и заради неможноста да фигурира така како што фигурираше, беше оставена на милост и немилост, а студентите имаа неизвестност. Заради тоа беше нивно префрлање во филмската академија во Скопје. Кога зборуваме за Универзитетот за информатички технологии во Охрид, во претходниот мандат, почитувана колешке, јас и колегата Рубин Земун имавме еден закон за тој универзитет да му дадеме крила и да оди понапред, да ја прошириме неговата дејност. И верувам дека, пошто сте и вие две, и ние сме двајца пратеници од Охрид, ќе седнеме и ќе разгледаме еден заеднички закон, ќе доставиме за да му дадеме крила и да се развива тој универзитет. Значи, ниту сум имала намера да преќутам, ниту сме имале некаква намера, иако ревизиите покажуваат дека има несоодветен кадар, дека нема доволен број по факултетите, дека така како што е според законот што го донесовме за високо образование, тој нема ни можност да обстојува. Јас се надевам дека ќе седнеме сега во догледно време и заедно ќе се потпишиме сите и ќе го направиме онака како што треба и ќе му дадеме, како што реков, крила да се развива, да има повеќе средства да црпи, а не да му се крата средствата заради смалениот обим на побарувања. Тоа е во однос на тоа прашање. Сега во однос на тоа дали јас се радувам или не и што сум рекла во однос на па сите имаме желби, понекогаш и желбите не ни се остваруваат. Тоа не значи дека ние треба сега да бидеме крвни непријатели, да зборуваме овдека кој е градоначалник и не. Јас ви кажав, се радувам што и понатаму оваа влада во буџетот рачуна дека треба да им даде фискална, значи самостојност на општините и тие да може да имаат развојни буџети и да може да прават се што е најдобро за нашите граѓани по сите локални единици на самоуправата. Посебно јас нормално доаѓаме и вие од Охрид и сме заинтересирани Охрид да добие она што заслужува. И верувам, конечно, дека и вие и новиот градоначалник ќе бидеме и ние на иста линија на зачувување на статусот на УНЕСКО. И тука ќе дискутираме конструктивно и ќе кажуваме она што треба да го кажуваме и да го направиме, како што се правеше досега, меѓутоа и со можеби и поголема динамика и во таа насока да ни бидат и нашите заложби.